Почитувани гледачи, еве неповторно назад од студиото на МТМ телевизија. Веќе е време да го најавам и мојот втор гостин за денеска. Чест ми е што до мене во студиото еден исклучително талентиран музичар, станува збор за Нико Георгиевски. Добар ден, Нико, и добро ни дојде. Здраво, добро е најдов уште еднаш. И многу ми е мило што сум повторно гостин во вашата емисија. Така, ти си наш редовен гостин, секогаш позитивно одговараш на нашите покани. Тоа е големо задоволство за мене. Се надевам дека добро се чувствуваш во нашето студио и дека секогаш имаме интересни причини што си наш гостин. Денеска повод за твоето гостување е тоа што ќе ја промовираме твојата прва номера насловена Свој, зашто точно станува збор, ќе ни раскажеш ти понатаму во разговорот. Ајде за почеток еве да им откриеме на гледачите со кого се сработуваше за оваа твоја прва номера. Вака, да не звучи многу нарцисоидно, ама соработував со себе и со уште едно другарче. Песната е снимана во моето студио, миксана е од мене, текстот е од мене напишан и мислам дека е рефлексија на она што јас сум. И е некој си начин да повлијам на младите луѓе во Македонија да веруваат во она што го сакаат и да веруваат дека можат да го постигнат тоа што го сакаат. Да веруваат дека можат да го постигнат тоа. Да скрцаат заби колку и да не се условите за нив погодни и да го направат тоа само. Да не застануваат пред ниедна препрека. Песната е блузрок, стилски. Соло гитарата ја свири еден мој многу близок пријател, Александар Дојчиновски Дојчин. Тој е гитарист на исто така една доста позната група во Скопје моментално, Брчки бенд, кои прават доста јака журка секој петок во Кастом паб. Така и се сретнавме уште еднаш со него. Тој битолчанец, тука живее во Скопје, во Битола излегувавме како мали деца во паркот, бевме рок-н-ролаши. Животот не донесе уште еднаш заедно да отвориме и да музицираме. Така, ви ги спои патиштата повторно. Нико, известно време те немаше на македонската музичка сцена, односно откако заврши шоуто Идол, ова е твоја прва песна после неколку години. Зошто истребаше толку време да издадеш твоја песна? Па заради тоа што ете како што напомнав, не за сите млади луѓе во Македонија условите наеднаш се супер. Со оглед на тоа што јас сум доста бескомпромисен млад човек, до сега мислам дека многу луѓето го сватија тоа. И не планирам да станам покомпромисен од ова што се трудам да бидам. Звучи малце нелогично. Ама најчесто компромисите ги држам помеѓу мене и моите најблиски и гледам да бидам компромисен со нив повеќе, покажувајќи нив колку ги почитувам и сакам. А настрана никој што не покажал досега дека ме почитува или би ми помогнал во мојата цел, не би имал никаков компромис со нив. Затоа досега најверојатно немам потпишано договор со ниедна музичка продукција или било каква агенција за музичари во Македонија. Затоа скрцав заби и направив своје студио и затоа седнав и направив своја песна, покажувајќи дека мојата диплома од музичка академија, која што сега треба да ја земам, се исплати и дека прекрасниот кадар што го имаме во академијата знае да не научи на тоа да можеме да отвориме и да работиме сами. Немаме потреба веќе да се подпираме на некои имиња што се закоравени и зарѓани на македонската музичка сцена. Можеби затоа и цела македонска естрада е претерано досадна. Така. Нико, интересно ми е да те прашам, што те инспирираше еве да ја направиш и да ја напишеш песната Свој? Од каде црпеш инспирација? Видете, младалачкиот гнев, кој што спомнав, како мало дете бев рок-н-ролаш. Шетавме во паркот во Битола, немавме многу пари во джепот, па ќе си земевме по нешто на клуп, па ќе пиуцкавме. И слушавме метал, слушавме рок, оттаму и влијанието. И затоа денес како веќе млад човек кој што треба да гради своја фамилија, не можам да отворам нели во тие бранши, но блузрокот некако се пронедов повеќе како посериозен човек веќе. И тој младалачки гнев и кој стана конструктивен
успеав да го реализирам во оваа песна. Ќе забележите дека начинот на кој што пеам во оваа песна е многу различен од она што што беа навикнати да ме слушнат на Идол. Нели таму изведував и песна која беше поп нумера со оперско пеење. Луна ту од Алесандро Сафина. Така. Ова е нешто сосем трето. Сигурно сум дека гледачите се сеќаваат на тој твој прекрасен настап. Да. Песната е прилично силна, агресивна, машка, како што спомнав прошлиот пат на емисијата, но тоа не значи дека и девојките нема да бидат инспирирани од неа. Така. Нико спомена дека песната е во блус рок стил. Дали тоа значи дека и понатаму ќе се задржиш кон овој музички жанр? Да, има уште многу идеи што можат да бидат реализирани во овој мои лично идеи што сакам да ги реализирам, што не значи дека ќе се задржам. Денес времето е такво во кое што младите луѓе се склони на брзи промени во животот. И како такво време мислам дека ќе се пронајдам и во различни музички стилови и жанрови, заради тоа што во секој од нив ќе најдам помалку дел од мојот уметнички и музички израз. Така. Кажи ми на што друго работиш моментално, го спомена и твоето студио, кое што го имаш во Битола, музичко студио, до каде си? Се извинувам, не е во Битола, во Скопје. Така, во Скопје. Да, во Добармало, во моето студио Станче. Така, кажи ми до каде се сите подготовки околу твоето музичко студио и од кога да очекуваме еве да почнеш можеби да снимаш и некои спотови таму, да ги обработуваш твоите песни и со оглед на тоа да очекуваме и повеќе песни од тебе. Да, во подготовка се уште 2-3 песни, само што нели цел тој процес не е така лесен. Една песна за да артистот своје дело донеси на виделина, треба делото да биде доста сварено за него пред се. Јас сум доста пимпирлија, што викат битолчани за работите. Многу сум детален во работата и сакам кога делото зазвучи така како што сакам да зазвучи, да стигнам до тоа не фали некое време. Што се работи до студиото, не одам на ја собрав опремата што ми требаше, не беше лесно. Морам да се заблагодарам уште еднаш на градоначалникот на општина Битола, господин Владимир Талевски, кој финансиски ме подпомогна да ја реализирам мојата прва песна и секако околу моето патување до Белорусија овогодинашно на Славјански базар, каде што ќе представувам Македонија, но за тоа најверојатно подоцна. И во студиото додека сум тука, ако не се случи ништо друго па да заминам, планирам да помогнам на неколку мои пријатели пред се музички да ги реализираат своите дела. Од неодамна соработувам со еден скопски бенд, многу иновативни млади дечки, се викаат Bad Influence. Името воопшто не ги опишува како лоши, туку е најверојатно со преносно значење. Дечките се неверојатни и нивните песни со гордост ќе излезат од кај мене, барем нивните први неколку номери. Така, од разговорот можевме да откриеме дека си доволно ангажиран овој период и со факултетот, и со студиото, и со твоите песни на кои што моментално работиш. А меѓутоа, што да очекуваме од тебе во текот на летото? Го спомена на Славјански базар, ќе позборуваме нешто повеќе околу тоа, кога ќе заминеш таму и со што ќе се представиш. Меѓутоа, дали може еве нашите гледачи да те најдат негде низ ноќните барови и дали планираш некои други настапи низ Македонија? Да, имаше неколку обиди за договарање на некои свирки по ноќните барови низ Скопје. Во меѓувреме се случи и Баскерфест и имаме огромни перформанси, сцени во центар, имено таму требаше да се одвиваат моите свирки, така што заубаво е, ама не испадна ништо да договорам за летово за свирење, што и не е така лошо заради тоа што имам време да се подготвам за Славјански базар, а и да соберам силите и она што треба вистински да биде покажано таму. Така, кажи ми еве кога заминуваш на Славјански базар и со што ќе се представиш таму? Таму заминувам од 7 на 7 јули, се враќам назад на 16. За Славјански базар да кажам накратко, тоа е еден од најголемите фестивали на славјанските народи на бившите СССР.
републики и моментално проширен на цела Европа, па можеби и пошироко. Така што конкуренцијата е огромна, е солидна. Јас денес интернетот е интересна работа, можеш да добиеш информација за секого. Така што ги проверив сите кандидати и тоа е стварно страшно. Но не се разочаруваме, туку ги собираме силите и знаењата што ги имаме и одиме таму. Соработувам секако со Маријан Катаровски, кој е селектор за овој регион, за Славјански базар. И ќе се представам таму со, досега не верувам дека некој има некаде изведено, благодарност до фамилијата на Тоше Проески за матрицата за овој свет, која беше песна напишана за УНИЦЕФ. Така. Мислам дека е доволно силна песна. Таа ќе биде првата надпреварувачка вечер. А за втората надпреварувачка вечер се решив заради тоа што знам руски, се решив да подготвам една руска номера. Мислам дека ниеден македонец досега нема изведувано песна на руски во Славјански базар, така што мислам дека ќе биде доста влијателно кон жирито. Така што Што очекуваш од Славјански базар? Еве кажа дека ќе се представиш со доста добри песни. Што да очекуваме? Кажа дека ќе ја представуваш Македонија. Па да се надеваме и секако со енергијата на луѓето што решиле да ме почитуваат и да ме следат, ќе земиме нешто од поглавните награди и дека ќе се вратиме тука со секако наградите се парични на Славјански базар. Се надеваме на некои од првите 3 награди. Така, јас сум сигурна дека ќе успееш да се најдеш меѓу првите 3 наградени музичари на Славјански базар со оглед на твојот прекрасен глас и со оглед на прекрасните номери кои што ги имаш одбрано за да ги пееш токму на овој фестивал. Дали освен овој фестивал имаш и некои други фестивали на кои што планираш да настапиш во скоро? Не, после Скопски фестивал, што беше едно прекрасно искуство за мене, таму се запознав со голем дел од македонските естрадни пејачи, да не ги наречам и звезди, заради тоа што звезда за мене во Македонија 1.800.000 народ е смешен поим. Така што за мене беше стварно чест, тие луѓе работат својата работа прекрасно и го покажаа тоа на тој фестивал. Ме израдува поканата прво од Драган Вучич да пеам негова песна, што беше прекрасно дело, и секако соработката со маестро Кире Костов, кој исто така е професор на Факултетот за музичка уметност. Тоа е прекрасно искуство, но фестивалите како фестивали, мене лично како артист не ми се цел на творење и на изразување на оно што имам да го кажам како уметник. Така што мислам дека само делото ќе си ја најде својата публика. Така. Спомена дека моментално работиш и на неколку други песни, дали може да ни откриеш нешто повеќе околу тоа за што станува збор? Да, па првите 2-3 песни ќе бидат сепак во овој стил. Така. Една е изненадување. Продолжуваме во тој стил. Да, една е изненадување, да го вратам онај зачин од идолот дека многу луѓе се уште се на некој начин фасцинирани од начинот на кој што ја изведов Лунату, па нешто во тој стил ќе се појави од мене и многу луѓе го очекуваат, тоа па решив да им го овозможам сепак. Текстот и композицијата ќе бидат доста силни, секогаш со силна порака, нема да бидат некоја си банална тема, како и што мојата прва песна излезе со силна порака кон сите. Така. Дали може наскоро да очекуваме и албум од Нико? Со оглед на тоа што ја подготуваш нови песни, може би и албум е близу негде во иднина? Па, видите, во Македонија се покажа дека создавање на албум директно не е некоја си нити исплатлива, нити благородна работа. Така што принципот сингл по сингл, па спакување во нешто наречено како албум, да, може би и е на повидок, но сепак тоа треба да е по некој си време творење и сублимирање на тие теми кои имаат некој си слично преносно значење или слична порака, па да ги спакуваме во нешто што стварно ќе даде една порака, да не биде некоја си турлитава. Заради тоа што сепак светските звезди
сепак можам да ги наречам така заради тоа што се работи за цел свет, го прават именно тоа. Пренесуваат порака преку нивните дела, спакувани во нешто што има слично значење. Така, тогаш да ни откриеш кога да ја очекуваме твојата следна песна. Кажавме, албум нема во скоро, еве кога да ја очекуваме следната песна. На тоа што сум пимпирлија, не знам ни сам да ви кажам. Кога ќе ми светни дека еве тоа е тоа, а постојано работам на делото, тогаш ќе знам дека е време е да излезе од релната. Готово печено за да биде чуено. Исто како што се деси со првата песна. Не знаев кога требаше да излези и еден ден си реков еве го звукот, еве го тоа што го барав, сега е време. Така, значи во правилниот момент да очекуваме повторно да ни се јавиш и да кажеш дека имаш нова песна. Тоа е уствари предноста и моментот на изненадување со тоа што работиш сам. Не си зависен од никого, можеш кога сакаш што сакаш да направиш. Имаш крила да расплениш и да летиш. Так, тоа е апсолутно точно. Нико, зборуваме цело време за песната Свој, твојата прва песна. Кажи ми, спот за сега нема, не видовме, што планираш? Дали ќе вадиш спот за оваа песна? Спотот е прилично скапа работа пред се, значи да бидеме реални. И бивајќи таков каков што сум, не би сакал тоа да биде нешто секојдневно, нешто банално и нешто само направено колку да биде направено. Никогаш нема тоа да си го дозволам. И мислам дека луѓето не заслужуваат таков однос. Изненаден сум од некои артисти во Македонија што продаваат све и свашта, ама мислам дека луѓето ќе имат доволно вкус да не купат све и свашта. Така што се додека не консолидирам добра екипа, се додека не соберам доволно средства, нема да го направам спотот на песната. Ама се надевам дека тоа ќе биде забрзо со оглед на тоа дека имам многу пријатели кои некои завршуваат филмска режија, некои се уште на факултетот за филмска режија. Дечките се прекрасни и како артисти, заради тоа што сепак и тие прават уметност со тоа што го работат и се многу отворени за соработка. Тоа ме изненадува и мислам дека новите артисти музички што треба да излезат допрва, би им било многу паметно да се обратат кон нивните колеги во уметноста именно од факултетот за филмска режија, заради тоа што тие дечки си ја знаат својата работа. Така, дали може би имаш замислено некоја приказна околу самиот спот? Може би додека си ја пишувал песната и си работел за неа, подсвесно си помислувал на тоа како би требало да изгледа еден совршен спот за оваа номера? Имаше неколку идеи, ете ќе открием малце од тоа да не биде претерано заради тоа што сепак така, да остане изненадување кога ќе биде готов спотот. Требаше да се покажат личности кои успеваат во животот и кои преку мака стигнуваат до тоа што го сакаат, но сепак не се откажале никогаш. Тоа го ќе открием. Така, тоа е и пораката сигурно која што најмногу сакаш да ја пренесеш преку оваа твоја песна. И во различни бранши нормално, не само во една, во музичката. Така. Нико, колку си задоволен од тоа, еве, колку се врти песната по музичките радиостаници со оглед на тоа што се уште нема видеозапис? Не слушам кој знае колку радио, коло не возам се уште во Скопје, па да ми биде пуштено радиото постојано. Мислам дека досега на студентското радио во Битола е доста вртена песната, огромна благодарност до нив, пред некое време гостував и на нивна емисија. Ми покажаа дека ме почитуваат и јас многу ги сакам и почитувам нив, нека продолжат со работата, како што и досега. Огромна благодарност до Радица Митич од Македонско радио, Радио 2, исто и таму се врти песната. За некои од другите радија немам некое сознание дека се врти, или некој не ми кажал, или може би се врти, а јас не сум слушнал. На YouTube, дали ради тоа што јас немам подпишано договор со никој, па немам некоја си реклама, па луѓето да знаат, единствена реклама ми е Фејсбукот и од уста на уста. Нема некоја си огромна гледаност, а не ме ни засега тоа, искрено да ви кажам. Ќе си го добие делото тоа што си го заслужува по одредено време. Се што наеднаш се издигнува, многу брзо и паѓа. Така. Еве да се надевам и дека после овој наш разговор ќе имаш доста повеќе прегледување на самата песна на YouTube. Сигурна сум дека ги заинтересиравме нашите гледачи да ја слушнат твојата нова песна и да уживаат во неа. Да.
Нико, бидејќи толку ни дозволува времето, а јас се надевам дека успеавме во овие неколку минути да кажеме се што е поврзано со тебе, со новата песна, која што беше и повод за твоето денешно гостување. Ми останува само да ти посакам многу успех на Славјански базар и да се надеваме да ни се вратиш со прва награда. Фала ви Зошто да не? што бев гостин на вашата емисија и што ми овозможивте да промовирам мојата прва песна. Така, и да се надеваме дека и во скоро повторно ќе не побараш и за втората песна за која што кажа дека не се знае кога ќе излезе. Фала Богу, како што и прошлиот пат ветив, така и овој пат ветувам дека ќе се случи истото. Така, Нико, ти благодарам за твоето гостување. Почитувани гледачи, вие можете на номерата на Нико Насловена свој да ја слушнете на YouTube или на некој од нашите македонски радиостаници и да уживате во неа, додека да пристигне видеозаписот за неа и да можете да ја гледате и на фреквенциите на МТМ телевизија. Останете со програмата на МТМ телевизија, се враќаме по кратка пауза.